Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве стигнавме до средината на мај. Се надевам дека конечно времево полека ќе се стабилизира и дека за недела-две веќе ќе не фатат вообичаените пеколни горештини. Гледам подготовките за матурските и полуматурските прослави се во полн ек. Ние возрастните пак полека, еве почнуваме да ги користиме последните денови од ланскиот одмор, а некој веќе планира кога да ги земе деновите од новиот. Се прават математики, кој каде ќе оди, си имали доволно пари за на море, имали барем доволно да се тркне некаде низ Македонија или едноставно да се земат слободни денови да се заврши некоја работа по дома. Како и да ете, животот полека ќе се успори, а нели треба и да ги наполниме батериите. Нејсе, минавме низ прилично бурна недела. Се случија многу работи, но мислам дека најмногу внимание ни предизвика вечната за нас тема Бугарија и нивното вето. Бугарија потврдува дека прашањето за малцинствата во уставот не е бугарско, туку е европско прашање. И тоа е услов на Европската унија, а не на Бугарија. Европско, а не билатерално прашање. Високата представничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас, вчера исто така упати порака дека Брисел е подготвен да ги поддржи земјите од регионот, но дека истовремено се очекуваат и реформи. Исто да го порача и Марта Кос дека има место во Европската унија за сите земји од Западен Балкан, но дека успехот зависи од спроведените реформи на земјите кандидати. И сите овие пораки во еден ден. И ова е точно тоа што ние го говориме изминативе повеќе од година дена. Филипче, те молам, трепни. Трепни за да знаеме дека не си киднапиран. Се засекиравме. Луѓе, ова е навистина премногу. Бугари во устав, па бугари во устав, па бугари во устав. Стана погласен дури и од Софија. Во последниве 2-3 недели повеќе го слушаме лидерот на СДСМ како врши притисок да ги направиме уставните измени, отколку што ги слушаме бугарите, па дури Европската унија. Но еве и покрај сите глупости кои ги тресе, морам да се согласам со една работа од тоа што го кажа. Да, Македонија во моментов има сериозен проблем со Европската унија, не само со Бугарија. Барањето за ставање на бугарите во уставот и сите други бугарски уцени сега веќе не се само барање на Софија, туку и на Брисел. Така е. А знаете зашто? Заради францускиот предлог. Да, драги мои, францускиот предлог е јамката што СДСМ и ДУИ ја ставија околу вратот на македонските евроинтеграции. Уште кога овој предлог беше ставен на маса како рамка, сите предупредувавме дека со неговото прифаќање Македонија целосно капитулира. Прифаќа своеволно бугарските уцени да станат барања на Европската унија. Тоа беше замката на бугарите, кој овие неписмениве од СДСМ и ДУИ, односно Заев, Ковачевски, Ахмети, Османи, па и Филипче, случајно или намерно, уште на времето не сакаа да ја видат. И покрај сите предупредувања дека не смеа да го прифатат овој предлог затоа што еден обичен билатерален спор меѓу Македонија и Бугарија прераснува во мултилатерален проблем меѓу Скопје и Брисел. Тие сепак своеволно си ставија подпис на него. И тогаш ја запечатија судбината на Македонија. Тогаш не ги отворија, туку целосно не ги затворија вратите на Европската унија. И не само тоа, не успеа да го исполнат ветеното и како наследство ни оставија огромен проблем. Оваа влада остана заглавена и мора да се справува со нивните предавнички ветувања, или народски кашано. Сегашната влада е оставена да преговара со двете раце врзани зад грб, да се обидува да го опорави она што СДСМ и ДУИ го врзаа во чвор. Како да заборавивме дека со прифаќањето на францускиот предлог во јули 2022 година, тие суштински го променија карактерот на спорот меѓу Македонија и Бугарија, префрлајќи го од билатерална рамка, односно од обичен билатерален спор, во услов за преговарачкиот процес кон Европа. Кои се клучните аспекти на оваа промена? Како прво, самите прифативме билатералните прашања да станат дел од преговорите, односно бугарските барања, кои се однесуваат на историјата, јазикот, правата на бугарите во Македонија, да се вградат во преговарачката рамка. А тоа е сторено преку протоколите од договорот за добрососедство. Тоа значи дека Европската унија, а не Бугарија, ќе го следи напредокот за овие билатерални прашања како услов за отварање и затварање на поглавја. Второ, ете уставните измени како услов. Со предлогот, главниот услов за одржување на втората меѓувладина конференција и реално отпочнување на преговорите, односно ете отварањето на кластерите, е вклучувањето на бугарите во уставот.
Тоа што нели сега упорно се бара од оваа влада. И трето, заробените евроинтеграции. Имено со капитулацијата наречена француски предлог. Луѓе, спорот веќе не е само прашање меѓу Скопје и Софија. Колку пати ја кажам, туку стана услов за целиот процес на пристапување на Македонија кон Европската унија. Доколку не се исполнат барањата, Бугарија може да го блокира процесот во рамките на ЕУ институциите. Накусо, бандата Заев, Ковачевски, Филипче, Ахмети и Османи успеа спорот да го европеизираат, што од една страна и дава на Европската унија да биде гарант за бугарите, а од друга страна и дава на Софија механизми внатре во рамките на унијата да влијае врз македонскиот пат кон Европската унија. Така што од предлог преговарачката рамка за почеток на евроинтеграцијскиот процес и предлог за клучоците на Советот на Европската унија, јасно е дека барањата на Бугарија стануваат дел од преговарачката рамка и од нивно исполнување ќе зависи нашиот напредок. Тоа значи дека нашите евроинтеграции тогаш станаа заложник на антимакедонските интереси во Софија, само што сега се запечатени со европски печат. Македонија со француско покровителство доби потврда на она за што експертите одамна предупредуваа, дека бугарското сега стане европско вето, кое ќе не го испорачува Брисел додека не ги прифатиме сите бугарски барања. По сите предупредувања, ова ни го порачи евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир. Вели, на нас било одлуката дали ќе ги внесеме бугарите во уставот, но и ни порача дека без такво нешто нема да имаме светла европска иднина. But what would happen if it didn't go ahead? I think the most likely scenario would be that the accession process would then stop there. You would have completed the screening, but the holding of the intergovernmental conference and the next steps would wait pending the resolution of this issue. Поранешниот амбасадор во Велика Британија Ристо Никовски за Алфа вели дека Ковачевски и Османи направиле историска грешка со прифаќањето на предлогот на Макарон, грешка од која во иднина ќе ги гледаме последиците. Нашите политичари направија историска грешка што прифатија место Бугарија да не блокира, како што беше до пред француската ујдрума, сега самите себе ќе се блокираме. Значи, Македонија се доведе во безизлезна ситуација со францускиот, така наречен, предлог и ние мораме подхитно да превземеме сериозни мерки. Никовски е наставот и дека се откриле лагите на власта, дека сите не сакале, само Бугарија била проблемот. Сите залажувања нашите политичари дека осем Бугарија, 26 колку се други членки не поддржувале, се покаже дека не е точно. Никој не излезе во наша поддршка. Сите велат сакаме да ве примиме. Да, тоа не е спорно. Меѓутоа, на кој начин? Преку францускиот предлог. Францускиот предлог де факто е катастрофален за Македонија и ветото од бугарски раце влезе во македонски. Она што не го представи Гир е сосем обратно од она кое што се обидува да го продаде власта. Факт е дека Македонија добива меѓувладина за сликање, а реалните преговори ќе ги започнеме дури по евентуалната промена на уставот. Сваќате сега, значи сега изгледа како сами себе да се блокираме. На ова предупредувавме уште во 2022 година, но тогаш не убедува не било така. Дека спорот нема да се префали во рамките на Европската унија и слично. Така што јас искрено не знам како може Филипче сега со ова да се фали и да го користи како аргумент за себе, кога токму тој и неговата партија се тие што ја закопаа Македонија со прифаќање на овој предлог. И сега наместо да помогна да се поправи таа грешка, тие секој ден ни дрват дека ете со влегувањето на бугарите во уставот не било барање на Софија, туку било на Брисел. Значи вршат притисок врз премиерот Мицковски и владата да ја почитуваат капитулацијата што тие претходно ја подпишале. Срамота. И не е само тоа. Дали разбираат дека со ваквите глупости директно ја прекршуваат резолуцијата на Македонското собрание од јули 2021 година, за која самите гласаа за? Да, како да заборавија дека собранието усвои документ со наслов Резолуција за утврдување на македонските државни позиции во контекст на блокадите на европските интеграции. Таа предвидува Македонија да води преговори со Бугарија на рамноправна основа, со почитување на меѓународното право, на автохоноста на македонскиот народ и на неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет.
Со овој документ, Македонија за прв пат обединето ги дефинираше позициите кои ќе се бранат во спорот со Бугарија, од кој не би смеело да има отстапување, бидејќи тоа би значило нарушување на нашите национални и државни интереси. И тие што направија? Абе уште тогаш, веќе следната година ставија подпис на капитулацијата, нели, францускиот предлог. Тогашниот шеф на македонската дипломатија Бујар Османи, како министер во владата, предводена од премиерот во сенка Зоран Заев, го потпиша вториот протокол на заедничката меѓувладина комисија, која вообичаено се нарекува нели историска комисија, бидејќи под бугарски диктат е фокусирана на историските прашања, кои произлегуваат од упорно инсистирање на Софија и формално да ги оспори македонскиот идентитет и историскиот континуитет на македонската нација пред 1944 година. Видете, проблемот на вториот протокол е што со него историските и идентитетските барања на Софија беа формално вградени во пристапниот процес. Тој документ, кој за среќа е нератификуван записник и како таков е правно ништовен, па веројатно Уставниот суд ќе го поништи. Тој ги конкретизира и ги проширува врските надвор од рамките на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. А фамозниот договор за добрососедство, пак реме делото на Заев и Бојко, кај си бе брат Борисов, нели во клучниот член 12 предвидува годишните прегледи и мерките за ефективна имплементација, односно протоколите, да бидат на ниво на копенхашки критериуми и на други клучни услови за пристапување на Македонија. Но немаше ништо да биде од тоа да не беше тој фамозен подпис на Османи, со кој овој протокол така индиректно го инкорпорира и во преговарачката рамка. Од тој момент Македонија и формално веќе не преговара со ЕУ само за напредок на реформи, за копенхашки критериуми, туку тогашната влада прифати да преговараме со Бугарија за историјата. Значи, мајки го сето ова в предвид, односно по капитулацијата што ја подпишаа СДСМ и ДУИ, нашите преговори, луѓе нема да изгледаат како преговори од област во област или од кластер во кластер, како секоја нормална земја кандидат. Туку ќе изгледаат како преговори од историски настан до историски настан, од битка до битка, од револуционер до револуционер, каде што нашите историчари, во име на нашите евроинтеграции, ќе треба да капитулираат и да прифаќаат ретуширање на македонската историја. Едноставно, и доколку се започнат преговорите, ќе завршат на првата идентитетска одлика на македонскиот народ. Значи и денес да ги усвоиме уставните измени, преговорите нема да завршат никаде. Ќе завршат уствари уште на првата битка, на првиот револуционер или на прва идентитетска одлика, со која што бугарските политичари или бугарските историчари не се согласуваат. И сега замислете, Филипче излегува на пресконференција и сето ова го користи како аргумент за да ги направиме тие проклети уставни измени, а не да проба да исправи таа грешка што е направена. Затоа што не е само владата на Мицковски која се обидува да не извлече од калта во која не закопа СДСМ. Туку гледаме и странците почнаа. И лично известувачот за Македонија на Европскиот парламент Томас Вајц. Битка преку амандмани во нацрт извештајот за Македонија во Европарламентот се води меѓу известувачот за земјава Томас Вајц и дел од бугарските европратеници. Додека Вајц ја повикува правната служба на Европскиот совет подитно да разјасни како протоколот со Бугарија се однесува на пристапниот процес на земјава. Бугарските европратеници меѓу останатото бараат измена на вордингот, дека уставни измени, наместо јавно и недвосмислено да сигнализираат дека Советот има намера брзо и безусловно да ги почне преговорите за членство, тоа да значи само сигнал за позитивна одлука. Дополнително, Томас Вајц го повикува Советот да спречи билатералните прашања што не се поврзани со копенхашките критериуми, да го попречуваат напредокот и бара да се признае дека иако постојат различни толкувања во врска со потеклото на македонскиот јазик и идентитет, тоа е право на самоопределување и не треба да има влијание врз оценката на Европарламентот за напредокот на државава. Европратеник се бори за Македонија, Филипче држи пресови да прифаќаме. Во цунамито од бугарски националистички амандмани за годинешниот извештај на Европскиот парламент има амандмани кои што видовте на самиот Вајц. Со него тој бара од Европскиот совет да каже каков е правниот статус на тој фамозен втор протокол подпишан меѓу Бугарија и Македонија. Оној нели што ви го објаснив пред малку. Оној на кој подпис без да трепне стави Османи. Или едноставно, Вајц бара одговор дали влегувањето на бугарите во уставот е вистински услов од преговарачката рамка и дали од нив зависи почетокот на преговорите.
Па луѓе, не џабе по поднесувањето на овој амандман бугарите кренаа паника. Со овој негов потек тие гледаа видео некаков обид Македонија да ги започне преговорите без уставни промени. Зашто токму оној протокол експлицитно наведува дека следната меѓувладина конференција, која ја завршува фазата на отварање на преговори, ќе се одржи дури откако Македонија ќе ги вклучи бугарите во уставот. Ако Европскиот совет реши тој да не е дел од рамката, затоа што нели е ништовен, значи уставните измени не се услов за Брисел. Целта на овој текст е да се започнат преговори за пристапување на Македонија без Скопје да ги исполни своите обврски и пред бугарите да бидат вклучени во нивниот основен закон. Не може да не предизвика загриженост тоа што барањето на Томас Вајц целосно одговара на политиката на македонскиот премиер, како и на председателката Гордана Силјановска-Давкова, коментира во анализата БГНЕС, агенција што представува неофицијално гласило на Бугарија за Македонија. И не ги нервира само овој амандман, туку и амандманот 214 во кој известувачот ја нагласува, цитирам, обврската на земите членки на Советот на Европа, вклучувајќи ги земите членки, како и земите кандидати и потенцијални кандидати, брзо да ги спроведат преостанатите пресуди на Европскиот суд за човекови права, завршен цитат. Со други зборови, се бара од Софија да ги почитува пресудите кои се однесуваат на македонското малцинство. Значи, не е само македонската влада која сака да исправи неправдата од фамозниот француски предлог и капитулацијата на СДСМ и ДУИ, туку гледате и дел од самите европејци. И сега наместо Филипче и СДСМ да си ја признаат грешката од минатото, за која беа и казнети од народот на избори, тие упорно бугари во устав, па бугари во устав. Наместо поддршка на македонските национални интереси, тие директно ги подкопуваат. Ги подкопуваат до ниво што човек кога ги слуша како на вистина да ги слуша бугарите. Значи, мисијата на Венко Филипче, кој буквално раководи со СДСМ само како чувар на предстолот на Бихачка, за нели лидерот во Сенка Заев, не е да обединува, или не дај Боже да гради принципиелни позиции во спорот со Бугарија и во процесот на пристапување кон ЕУ, или пак да ги брани македонскиот идентитет и историски континуитет. Не, Филипче нема намера да се занимава со тие теми. Тој лови израелски агенти, се заканува на медиуми и новинари и упорно ги заставува бугарските интереси. И тресе зелениот типот, никој во Бугарија не го негира македонскиот идентитет. Очигледно Филипче сака по секоја цена овој СДСМ да остане на позициите на Заев и неговите превземени обврски кон Бојко, Кајсибе, Љубави Борисов и на европејците на кои им ветувал се и сешто. А што е тоа што ветувал? Прифаќање на живковистичките тези дека договорената заедничка историја меѓу Македонија и Бугарија е всушност бугарска и дека македонците пред 44 година едноставно нели се бугари, а македонскиот јазик е само дијалект на бугарскиот. Нема како на друг начин да се објасни неговиот капитулантски став. Никој во Бугарија не го негира македонскиот идентитет. Ајде веднаш да ги внесеме бугарите во уставот, по секоја цена и така натаму. Нема ништо да се случи ако ги ставиме бугарите во уставот. Малцинствата кои се европско прашање не го загрозува, туку го јакнат македонскиот идентитет, а внесувањето на малцинствата во уставот е основен предуслов да се поместиме од оваа мртва точка. И без тоа нема продолжување на преговорите со Европската унија. Ова е втората страшна лага на Филипче. Како тоа ставањето на бугарите во преамбулата не значело ништо. Ништо страшно немало да се смени. Луѓе, токму спротивното, со внесување на бугарите како рамноправен етнос во преамбулата, оние 3000 луѓе кои се декларирале како такви на пописот, ќе добијат права налик на албанците, кои фактички се најголема етничка заедница во Македонија. Тоа ќе значи дека во нашите учебници, освен бугарските херои, ќе треба да биде истакната и бугарската народна припадност на истакнати фигури од нашата историја. Како? Свети Климент Охридски, цар Самуил, браќата Миладиновци, Гоце Делчев и сите други. Државата ќе треба и формално да ја реактивира нели дејноста на бугарскиот културен информативен центар во Скопје. Ќе треба да поддржува создавање на бугарски читалишта, клубови, медиуми и што се не. Ќе треба да се подкрепуваат истакнатите културни, политички и медиумски лидери на бугарската заедница, подпомагање и популаризирање на нивното дело и во двете земји. И ова е само дел од тоа што ќе значи ставањето на бугарите во уставот. И не само тоа, напредокот на ова поле, за време на преговорите, нема да го следи само Бугарија, туку Европската унија. Значи, ако не поддржиме некој клуб, ако не признаеме дека Гоце Делчев е бугар и слично,
тоа ќе биде неисполнување на условите од преговарачката рамка. И веројатно нема да треба бугарите да ставаат вето. Тоа едноставно ќе биде заклучок на Брисел во нивните извештаи за напредокот на преговорите поглавје по поглави. А под реален напредок, како што кажав, ќе подразбира откажување од поддршката или барање за признавање на македонско малцинство во Бугарија, почеток на процес на рехабилитација на жртвите на, како велат, југословенскиот комунистички режим кои те трпеле репресија затоа што поради нивната бугарска самосвест. Нов процес на лустрација, кој ќе треба да ги расветли со работниците на поранешните служби. Системско отстранување на квалификатот бугарски фашистички окупатор од сите текстови на споменици, учебници, спомен плочи. Потоа, серијата услови што се однесуваат на работата на онаа историска комисија. Таа ќе треба да се усогласи за личности и настани од заедничка историја. А меѓу нив стопати се набројани Гоце Делчев, ВМРО и Линденско востание. Ке треба да се договорат и датуми, за заеднички да ги одбележуваме личностите. Потоа, освен поглавијата 23 и 24 кои се отвараат на почетокот на преговорите и остануваат отворени до крајот на процесот, да остане отворено и поглавието 35, наречено други прашања, во кое одново ќе се наметне обврската да се следи почитување на договорот за добрососедство и францускиот предлог. Клучното барање во овој дел е никаде во документите на ЕУ да не фигурира македонски јазик, односно ако мора да се користи термин официјален јазик на Македонија, а доколку постои неопходност да се користи терминот македонски јазик, да има звездичка со фуснота каде ќе се појаснува дека тоа е согласно уставот на Македонија. Така што целата оваа приказна на Филипче, од типот што има толку страшно во уставот ако се стават бугарите, како било кое друго малцинство, едноставно не држи вода. На сите им е јасно кои се позициите на Бугарија. Целта им е да го уништат македонскиот национален субстрат. А тврдењето дека по промената на уставот нема да има нови бугарски услови и уцени е чиста лага. Луѓе, ако внимателно се анализираат сите досегашни бугарски активности, треба сериозно да ги сватиме предупредувањата дека македонството, како национална посебност и самообитност на македонскиот народ, ќе биде загрозено повеќе од било кога. Имаме много широк политически консенсус в България и това е нещо, което казах и на нашите северно-македонски партньори. Ние очакваме да видим от тяхна страна действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност наистина да вървят напред по своя европейски път. Користењето на терминот северно-македонци во својата прва изјава како министер за надворешни работи зборува многу за тоа што можеме да очекуваме од новата влада во Софија. И немојте ве молам да ми кажувате дека тоа било несвесна грешка. Демек, бугарската министерка не била ни прва ни последна што направила таква случајна грешка. Дека речиси нема странски државник кој не направил таква грешка, а таа грешка се правела од чисто јазични причини и влечење на логика од официјалното име кое содржи кованицата Северна. Не, луѓе, немојте такви глупости. Па министерката Петрова Чамова не е од вчера. Не од Швајцарија или од Норвешка, па ете прв пат треба да се обрати кон македонски министер. Луѓе, тај беше заменик министер за надворешни работи во кабинетот на поранешниот бугарски премиер Кирил Петков. И сигурно знае дека ние македонците сме многу чувствителни и дека за нас зборот северно-македонски е навреда. Така што не е тоа случајно кажано. Што, зарем и оваа реакција со посетата на премиерот Мицковски во село Туминец во Албанија е случајна? Замислете, бугарите се бунат затоа што премиерот отишол да се види со македонците во Албанија, па таму застанал да се слика со нив под нивниот споменик каде е сонцето од Кутлеш. Значи, не грците да се бунат, туку бугарите реагираат и ја потсетуваат Грција дека ова било нарушување на Преспанскиот договор и намерна провокација. Да не ви се верува. Ова јасно ви кажува кои се намерите на бугарите и дека користењето на кованицата северно-македонци не е толку наивна. И нормално, како и секоја нормална држава, нели Македонија реагираше. Прво министерот Муцунски, па потоа и официјално МНР го повика бугарскиот амбасадор и му протестираше. И сега замислете. Ајде што СДСМ и Филипче воопшто не излегоа да реагираат на ваквиот престап. Туку ги пуштија своите загари да го критикуваат Муцунски што реагирал. Вела дека нашиот шеф на дипломатијата одлучил наместо со надворешна политика да дава предност на партискиот интерес. Ги хранел своите гласачи со редовна доза патриотизам кој немало да ја одведе Македонија никаде. Па дали сте вие луѓе нормални?
Ви смета тоа што министер за надворешни работи реагирал за тоа што негова колешка директно му е навредила земјата и неговиот народ. Јас знам дека не сте навикнати некој да ги брани националните интереси. Знам дека тоа за вас е мисловна именка. Но ајде не забегувајте, ви се молам. Зарем не сваќате дека токму таквата политика на виткање кичма, политика на попусливост, веќе 2 изборни циклуси, политика во која и сегашниот лидер на СДСМ, Филипче, беше дел. И не само што тогаш беше дел. Тука еве сега стана и предводник на таа предавничка политика, која е погубна за СДСМ и уште пострашно, погубна за Македонија. Да собереше храброст, да ја напушти, да застане на македонски позиции, како што доликува, СДСМ луѓе немаше да биде на ова дереđа. Ама не, наместо да ја осуди изјавата на бугарската министерка, тој бе уште излезе да ја брани. Но најважно од се, која е пораката на министерката на Бугарија, а што Тимчо Муцунски и Христијан Мицкоски ја сокрија од јавноста. Ја цитирам. Бугарија има јасно изразен став, кој од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање меѓу Европската унија и земја кандидат. Овој прозорец за проширување може да се отвори во наредните години и ако тие не го искористат, навистина може да изгубат. Што значи ова? Не бре, ниту збор за тоа што не нарекува северно-македонски, туку ја цитира и ја поддржува во заканата кон нас. Замислете, она потврдила тоа што тој го кажувал. Поголем бугарин од бугарите. Реков, те молам трепни да се осигураме да не си киднапиран. Има ли крај ова? Погласен си од самите бугари. И покрај тоа што 2/3 од македонскиот народ е против влегувањето на бугарите во уставот, дури по цена да почекаме ЗЕУ, тој секојдневно упорно врши притисок и бара. Да, според последната анкета ве проверив, мислам дека од минатата година дури 80% од граѓаните се против тоа да се прават уставните измени под ваков услов. А тој како слеп за стап. Ај што ја влече СДСМ во бездна. Еве тоа нека си е нивни проблем. Но човеков и прави штета на Македонија и на македонскиот народ. Тоа не е храброст. Демек храбар политичар носи храбри одлуки. Глупости. Класично политичко самоубиство. А што да прави? Луѓето дури не можат да разберат кој му е мотивот зошто упорно оди против волјата на сопствениот народ и ја води својата партија кон провалија. Нели сметаат дека одработува за своите претходници, а учи и оди по стапките на својот близок пријател Заев, во чие владење беше променето името на државата, а потоа и потпишан оној договор за добрососедство. Нели мора да испорача тоа што неговиот ментор го ветил. Она што во континуитет е политика на СДСМ. Да се испорача се што странците ќе побараат од нив, без разлика дали е тоа штетно за националните интереси. Поуште ќе се правдаат дека во историски моменти се носели историски одлуки. Мижи да ти баам. Да, баш сите нивни одлуки се историски. Видовме кај не однесоа нивните историски одлуки. До целосно обезличување на нацијата и на државата. Ја не знам што мислат. Дека Заев ќе биде запаметен во историјата како храбар политичар кој ете внел Македонија во НАТО? Не, драги мои. Во колективната меморија на македонецот, во македонската историја ќе биде запаметен како човекот што го променил името на државата, а за возврат не добил ништо. Добро, може би добил, ама на лична сметка, не на наша. А овој што пак ги следи неговите чекори, се прави луд. Она што сите македонци го гледаат како проблем, тој не го доживува како проблем. Само тој како ослободител, нели, го чувствува пулсот на граѓаните, коете сите ние не го чувствуваме. Ама искрено мислам дека не станува збор само за, таков да речеме, психички проблем. Мислам дека мотивот за сето ова е нешто друго. Над 800.000 евра народни пари од буџетот на Министерството за земјоделство на чело со Лупчо Николовски без никаков законски основ биле доделени на микроземјоделски производители на вино, дознава Алфа. Јавниот повик за финансиска поддршка бил распишан во 2023 година, кога министер за земјоделство беше Николовски, а според наводите 50 милиони денари или околу 820.000 евра биле доделени на мали семејни винари. Парите според информациите до кои дојдовме биле доделени спротивно на законите, а освен Николовски на разговор во полиција биле повикани и двајца тогашни членови на комисијата за распределба, кои повеќе не работат во Министерството за земјоделство. Во интерес на истрагата, надлежните официјално не споделуваат какви било детали за случајот.
Веројатно се собира и документација од Министерството за кривичната пријава која МВР треба да ја достави во јавното обвинителство. Николовски пак преку статус на социјалните медиуми тврди дека ова бил монтиран случај со цел власта да ја нападне според него најуспешната реформа во земјоделството. Не станува збор за прекршување на законот за јавни набавки ниту за пријава од земјоделци. Станува збор за монтиран случај кој треба да го отргне вниманието од вистинските прашања. Криминалот не се прикрива со монтирани случаи. Неспособноста не се крие со напади врз туѓите успеси. Од она што може да се најде и на самиот профил на социјалните мрежи на екс-министерот е дека во март 2023 година бил распишан јавен оглас за семејни винарии по 10.000 евра грант за модернизација на производството и набавка на соодветна опрема. Николовски во декември истата година споделува фотографии дека 87 мали компании за вино добиле државни грантови. Веројатно токму таа програма е предмет на истрага на полицијата за сомнително доделување народни пари. Интересно е што идентичен оглас бил распишан и во 2022 година, кога пари им биле доделени на 59 мали винарии. На здравие виното. Да, драги мои, мотивот за се ова што го прави Филипче, не знам колку пати сум кажал, е да се зачува сопствената кожа и милионите евраите за кои некој ќе треба да одговара. Гајле му е за Македонија, гајле му е и за Бугарија, а најмногу гајле му е за Европската унија. Тоа што го интересира е што ќе прави Кутриот и што ќе прави неговиот позлатен другар. Навистина личи на добро осмислен план како да се спаси сопствената кожа, подготвувајќи го теренот, не знам, например, за барање азил некаде. Мисла дека странскиве дипломати или државници пијат нафта, па ќе им помине приказната дека они се под политички прогон поради во наводници, нели, храброста да носат храбри одлуки. Па некој ќе се сожали, кога ќе ги апсат, па ако избегаат, ќе им биде даден азил. Или пак воопшто да се спасат од апсења, надевајќи се дека дипломатите ќе застанат на нивна страна, затоа што, нели, они се подготвени се да испорачаат. Па било која цена, па дури и да ја снема Македонија. Па такајте дипломатите да вршат притисок или да ги искористат своите пипци во правосудството за да бидат поштедени. Како што Абази на некој начин, нели, ги амнестираше Капушевски, Јаховски и Ковачевски. Премиерот Мицкоски очекува да се преиспита случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино 21 до 23, а за која вчера надлежното обвинителство на Абази одлучи да ја сопре постапката бидејќи не била утврдена штета од неа. Со ваквата одлука на ОЈО-ГОК истрагата сопре за 13 физички и едно правно лице, меѓу кои за Радко Капушевски, собственик на РКМ, Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, како и за Васко Ковачевски, директорот на ЕСМ кој го спровел јавниот повик за мазут вреден 167 милиони евра, а кој е и во бегство. Мицкоски вели дека бил шокиран од ваквата одлука на обвинителите. Па јас вчера со неверување најпрвен ја слушнав таа вест, а второ бев шокиран од тоа што го слушнав. И очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно го губи својот кредибилитет. Мислам, ОЈО-ГОК обвинителството за гонење на организиран криминал со овој обвинител сме коментирале со Ислам Абази и не треба дополнително што друго да кажам. Јавноста знае за каков обвинител станува збор. Од неговата матична партија и понатаму бараат оставка од Абази, бидејќи сметаат дека тој е во спрега со СДСМ и ДУИ, бидејќи се сликал со Ахмети, а Јаховски е син на пратеникот Исмаил Јаховски, кој пак е дел од Европскиот фронт на ДУИ. Премиерот за сопирањето на истрагата вчера разговарал и со државниот обвинител Савески, кој го информирал дека не знал за ваквата одлука. Савески за сител потврди дека за одлуката дознал по нејзиното донесување и дека за случајот не е реферирано пред него. Вчера и обвинителката на ОЈО-ГОК, што го водела случајот Катерина Коларевиќ, на брифинг информираше дека Савески информиран отпосле, но и дека немала обврска да информира и реферира. За одлуката да ја сопре истрагата не разговарала ни на колегиумот на обвинителството за гонење на организиран криминал. Од ОЈО-ГОК и понатаму тврдат дека од доказите и сказите не утврдиле ни дека фирмата на Капушевски била фаворизирана, ниту дека ЕСМ претрпела штета. Се повикуваат на искази дадени на 4 март оваа година од помошник директорот за производство на електрична енергија и советник за комерцијални работи, овластени од ЕСМ.
Воедно, на прашање дали како резултат на трите склучени договори опфатени во постапката, АД ЕСМ има претрпено каква и да било штета, двајцата одговориле дека штета нема претрпено, појаснуваат од обвинителството на Абази. Биле направени повеќе вешти наоди за цените на мазутот, дистрибуцијата и потрошениот мазут. Врз основа на наведеното не се утврдуваат елементи кои упатуваат на пречекорување на договорената вредност, што е клучен индикатор за евентуална злоупотреба, а истиот овде целосно отсуствува. Исплатите се вршени врз основа на верификувани фактури и реално извршени услуги, со што се исклучува било каква фиктивност или незаконито стекнување корист. Вообичаено, вештите лица од економска област изнесуваат економски индикатори за пресметување на штета, кое е правно прашање и за која може да се изјасни само оштетениот субјект, вела денеска од Дојо Гок. Од ДСМ како штетена страна во предметот пак не знаат на што точно се повикува обвинителството, кога утврдило дека компанијата и државата немале штета. Решението за сопирање на истрагата се уште го немаат добиено, но имаат намера да се жалат. Следејќи ги информациите објавени во медиумите, правниот тим на компанијата веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, веднаш по официјалното примање на решението. АД ЕСМ ќе ги искористи сите правни механизми кои ни стојат на располагање за заштита на интересите на компанијата, велат од ЕСМ. Од Дојо Гок пак велат дека АД ЕСМ за прв пат од почетокот на истрагата денеска испратиле допис со барање да ја добијат кривичната пријава, како и исказите и вештачењата. И не се само премиерот Мицковски, министерот Филко во шок. Јас мислам дека во шок е целата јавност. Не затоа што знаеме однапред ете дали некој е виновен или не, туку затоа што по кој знае кој пат ни се повторува истото. Инспектори, полиција и кој се не собираат материјали, докази и слично, и потоа пријавите што ги поднесуваат завршуваат во ѕид во обвинителството или судот. Овие две институции, каде уште огромно влијание имаат пипците на СДСМ и ДУИ, ги заобиколуваат сите обиди за расчистување со организиран криминал. Ги ставаат под тепих, ете спектакуларните сомнежи за милионски злоупотреби. Луѓе, цела јавност ги виде доказите за сомнежите тешки над 160 милиони евра. И бевме убедени дека станува збор за еден од најголемите енергетски и финансиски скандали во државата, па и на Балканот. Па не случајно Ковачевски избега и не делава. И истото тоа обвинителство ни вели не се утврдени злоупотреби. Луѓе, тука не завршува проблемот. Тука почнува. А каде ќе не однесе, допрва ќе видиме. И мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.